Земјоделска аптека од Петрич, соседна Бугарија, на црно внесувала семенски материјал за раноградинарско производство во Струмичко и за багателни цени им ги продавала на земјоделците. Ова го тврдат земјоделските здруженија кои обвинуваат за небезбеден увоз на семенски материјал, кој паралелно се сомневаат во квалитетот на семињата, најчесто за домати и пиперки. Велат дека на социјалните мрежи се прават нарачки и без претходни царински регулативи се носат сред село и се продаваат. Некоја Facebook страна и директно од тамука влева во Струмичкиот регион. Значи, за жал, куќите кои се во Македонија регистрирани како увоз на семенски материјали, за жал, луѓето очекуваната продажба не можеа да ја остварат, пошто нелојалната конкуренција од страна на таа аптека, каде што за 200-300 денари банен, значи минимални средства за земјоделците да штедат фактички. Арнума не се тај од Петрич права нелојална конкуренција каде што директно е носи овде во Струмички. Сакате да кажете дека не е царината тој семенски материјал? Како? Дека не помина никакви царински регулативи? Па не. Јас мислам дека не. Доколку не има поминато царински регулативи, он треба да плати данок на државата, он треба да има овде фирма каде ќе го представува некој него. А чим човек работи со кола од ГПЕК, значи тоа е сигурно на црно. За нелојалната конкуренција на неконтролираниот увоз на семенски материјал од Бугарија, но и Косово, зборуваат и компаниите за овој земјоделски репроматеријал кои се регистрирани во земјава. Велат дека инспекцијските служби треба да излезат на терен и спроведат засилени контроли. Се жалат дека за сметка на нивните високи давачки кон државата, некој лесно се збогатува на црно. Сега, јас не знам од каде е тој материјал, ама сигурно дека е купен од аптеки, не е вајда до таму дека е фалсификат некој, тоа е уште поголема белја. Да, но сепак е нелојална конкуренција на ван компаниите кои што. Тие не плаќаат данок, значи ништо. Ние на толку давачки, на колена сме приватните фирми, а ние сме носителите златната кокошка за оваа економија. И сега нормално земјоделецот за да прескокне таму, они за 50 денари заработувачка ќе оди ќе се прошета до Бугарија. Но, знаеш како викаат, кога е тенко се кине. На интернет страната од каде струмичките земјоделци најчесто ги прават нарачките за семенски материјал се нудат и заштитарски препарати, кои се далеку поевтини од оние кои се нудат во нашите земјоделски аптеки. Се прави нарачка од неколку земјоделци, а во Струмичко пристигнуваат за само неколку дена.